Look at me now. Will I ever learn? I don't know how. But I suddenly lose control. There's a fire within my soul. Just one look and I can hear the ring. Драги гледачи, наш денешен соговорник е Катерина Поповска, основач на засега единствениот женски камерен хор во Прилеп со едно навистина интересно име Керамија. Добро дојдовте пред се во нашата емисија. Благодарам на поканата и добро ве најдовте и вие добро ве не најдовте. Јас сум Катерина Поповска, основач на женскиот камерен хор Керамија од Прилеп. Работиме 1 година и Да, поводот за нашиот разговор е токму една годишното постоење на овој хор, како што кажав, имате на едно навистина интересно име Керамија. Што точно значи тоа е за оние прилепчани, а и гледачите од цела Македонија кои што не се запознати со овој термин? така. Терминов Керамија. Пред да почнам со работа со женскиот хор, работев и во претходни хорови. И решив дека сакам нешто свое да почнам. Истражував имиња, истражував делови од Прилеп, како би можело да биде, кој антички град, како е, зошто е. И дојдов до името Керамија, тоа е античка населба, која што била Заград, денешен Заград, позади Марковите кули. И некако ми се совпадна самото име Керамија со мојата замисла да биде баш женски камерен хор. Можда името и населбата можда не се соодветствуваат едно со друго, али кај мене добро беше тоа. Така и логото е поврзано со антиката. Да, логото е поврзано, гледав да ги поврзам тие нешта, меѓутоа не можев да најдам од тој дел баш дел што би прилегал на самото име. Па затоа логото е наушница од предниот дел, да речам, од Марковите кули до црквата, близу црквата Свети Атанаси што е во Варош, денешен Варош, од 14 век, затоа што античкиот град Керамија не е доволно истражен и нема доволно детаљи, некои такви замислата како што ми беше, да биде нешто да прилега пак на женско. Значи, затоа логото е наушница, женска наушница. Еве малку историски податоци за тоа што е Керамија и каде бил лоциран, како што кажаме позади Марковите кули од денешната локација на градот Прилеп. Како вие пред сега дојдовте до идеја за формирање токму на овој женски хор, како што претходно кажавте, имате работено во други хорови. Како се роди идејата токму за Керамија? Да. Претходно како раководител, да речам, како диригент, работев и во хор на просветни работници. Перетошев, работев таму 4 години, од 2018 до 2022. А пред да појдам во тој хор, работев и како му помагав во црковен хор на диригентот. И замислата ми беше и сакав да одам напред, во смисол да напредувам и јас лично, и хорот со кој што би работела. Се повлеков од хорот кај што работев по известно време и решив дека треба да почнам да работам и да одам на помалку повисоко ниво, без разлика на бројот на учесници. Затоа и камерен состав е, за да не се расплинувам со учесници, туку во помал состав да можеме и побрзо и понапред да одиме.
што кажав, единствен засега камерен хор во Прилеп женски, со каков вид на музика интерпретирате? Нашите почетоци лани, значи минатата година, јануари месец, зададов цел дека мора да почнеме од некаде, почнавме од Техо. И некако се нагодија работите, тие славеат 50 години јубилеј. Меѓународниот хорски фестивал во Тетово. Тетово, да. И како цел го зададовме Техо, значи исклучиво духовна и световна музика, почнавме со духовна музика. Меѓутоа, не работиме само духовна музика, имаме преработки од македонски староградски песни. Da vino, vino, crveno, momčeto ti je zaspalo. Da vino, vino, crveno, momčeto ti je zaspalo. Momčeto ti je zaspalo dakle, na Karakamen planina. Преработки од комерцијални хитови како Аба, некои канони и така натаму. Освен на Техо, други настапи, дали имате концерти правено во Прилеп, во други градови во Македонија? После Техо, исто така бевме поканети на фестивал за камерни хорови во Штип, Астибо Штип, тоа беше септември минатата година. После тоа исто меѓутоа со божични композиции настапивни во битола на зимската приказна. Знаеме дека битолчани се малку по ажурни во тој дел, во уметноста и културата. Потоа настапивни во Прилеп од саатот пред Нова година, како за Божикен базар, и настапивне исто со божикни композиции во Шумски фенери, како традиционален базар, како што имаат тие се приватници. И не поканија, му беше мило што прифативне нивната понуда. Други планови кои ни се годинава здравје. Значи сакаме да одиме исто така на Техо и оваа година. Годинава е планирано да се направи едногодишен како концерт. Со надеж дека можда и да поканиме и гости, било да се од Прилеп хористи, било да е надвор од Прилеп. Да го одбележиме една година постоење на хорот. Дали може би се размислува и за некаков албум во иднина? Да, ако здравие. Ако имаме можност, зашто да не? Рано е, меѓутоа пополека, подалеку. Може да слушнеме сега дел од композициите кои што ги изведува камерниот женски хор Керамија. Може, да. Да почнеме прво со нешто македонско, ако. Što